Добро утро, почитувани гледачи. Редовен термин за почеток и старт на ново издание на емисијата Фактор здравје. Утрово зборуваме за остеопороза, болест при која ослабнувањето на коските го зголеми во ризикот од скршеници кои се најчести присутни кај повозрасната и постарата популација. За причините, симптомите, превенцијата и третманот на остеопороза утрово во Фактор здравје разговараме со доктор Катерина Адамова, субспецијалист ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија. Добро утро, доктор Катерина, и добре ни дојдовте. Добро утро, секогаш е задоволство да бидам гостинка во вашата емисија. Така. Пред да почнеме и да објаснуваме конкретно се околу остеопорозата и сите оние важни работи кои што треба да ги знаеме, буквално сите, ама посебно женската популација на одредена возраст, бидејќи со периодот веќе на менопауза се зголемува нели ризикот од остеопороза. Што е во кратки црти и што ја причинува, кои се причините и ризик факторите што доведуваат до неа? Остеопорозата представува генерализирано скелетно заболување, состојба, бидејќи многу често се јавува, кое што се карактеризира всушност со намалена коскена густина. Значи, коските стануваат многу поретки, не се веќе така густи, не даваат поддршка на телото и со тоа се зголемува ризикот за фрактура, односно за скршеница. Тоа е една општа дефиниција. Кои се фактори кои што придонесуваат, тоа се најчесто самата популација знае кај самата популација вели често пати во амбулантова комуникација со нив дека знаеме дека обично кога сме повозрасни, на постара возраст, дека ризикот за фрактура, скршеница на колкот, популацијата тоа го знае, дека е многу поголем. Тоа е една од најголемите карактеристики на остеопорозата. Така, ама на остеопорозата треба да помислуваме и многу порано, така, бидејќи нели градбата и структурата на коската, онаа цврстина што треба да ја постигне, така треба да се направи уште во помлади години. Секогаш велите вие лекарите, нели, што во младоста ќе обезбедиме како една добра основа, сето тоа малку подобро или многу подобро ќе не служи во текот на поодминатите години. Да, затоа што самата остеопороза има една, односно развојот на коската има една еволуција. Со тоа што се вложува во младоста, односно во детската возраст и во раната младост, е тоа што колку се внесе повеќе материјал во самата коска, толку таа е подсврста и повеќе ќе не служи во подоцнежната возраст. Односно има една крива која што се карактеризира со нагорна линија, тоа е детството и младата возраст, значи некаде до 25-30 година се постигнува врвот, пикот на таа состојба. Значи, колку се вложи во коската, толку. После тоа доаѓа до одржување, значи, на едно плато, кое што трае во зависност од тоа кога, ако се работи за жена, кога ќе влезе во менопауза, ако се работи за маж, дали има некој друго заболување, и потоа постепено опаѓање на таа коскена густина. Значи, затоа е многу важно да се вложува во здравјето на коските уште од самата детска возраст и младата возраст. Така, тоа е тој природен процес, така, на градба, одржување, а потоа и веќе природно намалување на градбата на коската. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следите не до самиот крај, повелете, јавите се, поставете прашање за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со доктор Катерина Адамова, субспецијалист ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, зборуваме за остеопороза. Зошто е повеќе присутна кај жените и зошто жените повеќе страдаат од остеопороза? Еден од најкарактеристичните состојби во животот на една жена е менопаузата, или популарно наречена климакс кај жените. До моментот на климакс, односно до влезот во менопауза, па и перименопауза, жената се карактеризира со одредено ниво на естрогени. Естрогените се тие кои што во суштина ја штитат жената, здравјето на коските и низиното кардиоваскуларно здравје. Во оној момент што жената влезе во менопауза, во тој случај, во тој момент нивото на естроген почнува да се намалува, односно функцијата на јаниците се намалува и нивото на естроген се намалува. Во
Од тој момент, како се намалува нивото на естрогените, така можно е кај голем дел од жените да се јави разречување на самата коска и постепено појава на остеопенија и на остеопороза. За разлика од нив, мажите подолго време ги штитат машките хормони, затоа кај мажите поретко се јавува остеопороза, што не значи дека кај нив не може да се јави остеопороза. Меѓутоа, обично кога се јавува, доколку нема други заболувања, морам да потенцирам, обично кај мажите можно е да се јави, значи некаде над 70, над 80 години. На веќе малку поодмината возраст, така? Така. А кај жените, можам да кажам, се благословени малку порано да се јавува во пораната возраст. Со тоа што бројките покажуваат дека секоја втора до секоја трета жена над 50-та година ќе развие остеопороза или остеопенија, додека пак бројката кај мажите изнесува секој петти маж ќе можно е да ќе развие остеопороза над 70-та година. Така. И кај жените штом порано така се појавуваат, тие многу порано се изложени на ризикот скршеници. Така. Кои што се најсериозното нешто така кое што може остеопорозата да го направи. Остеопорозата, затоа ја нарекуваме тивка епидемија, впрочем, затоа што не дава симптоми, не дава знаци, нема никакво предупредување и обично се јавува ако жената не дошла на преглед, посебно кога е влезена во менопауза, обично ја дијагностицираме кога жената ќе направи некоја фрактура. А ако се работи за повозрастна жена, во тој случај многу често се случува да настане фрактура, односно скршеница на вратот на бутната коска, на колкот, што е една сериозна навистина компликација, или пак можно да се случи ако жената падне, обично кога нарушен е видот во во поголемата возраст, вртоглавиците немаат доволно рамнотежа, така и сето тоа дополнително придонесува за тоа. Значи, ослабен вид, вртоглавица, нестабилност, да паднат и да скршат и да скршат и под лактицата. Тоа е карактеристично и целта е нели да се скринираат овие пациенти за да се спречат тие фрактури. Така, и секогаш, веројатно, и да не се направи преглед, се претпоставува дека остеопорозата е присутна кај таа пациентка. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Ве слушаме, повелете. Добро утро. Добро утро. Убав ден и голем поздрав до вас и докторката во студијето. Ви благодариме. Ако може, имам едно прашање до докторката. Секако. На возраст сум од 62 години. Имам остеропороза, пијам албадроник од 150 и остеропка 2. Пред 2 месеци на 9 февруар скршив 3 ребра на градниот кош. 8, 9 и 10 ребра. Затоа вела дека нема ниту гипс, ниту само одмарање и пиење на терапија против болки. Еве, уште малку до 9 мај ќе наполнам 3 месеци, но болките се уште траа. Па имам едно прашање до докторката, ниту падна, да насочам дека не падна, него само така да истресам една стазичка од еписонче мало пред врата, ми се случи и ги скрши 3 ребра. Имам правено текста пред 2-3 години во Скопје и тогаш ми е пронајдена остеропорозата, па викам сега имам прашање до кога, како ќе заздрават овие ребра на мојот возраст со остеропорозата. Така, да, ви благодариме за јавувањето, за прашањето. Ќе треба многу внимателна да бидете понатаму и во движењето. Гледате и самата гледачка кажа доктор Катерина, така, од едно невнимателно Тоа е многу карактеристично. Потек некој, да. И добро е што кажа дека не паднала, затоа што претпоставав дека паднала. Значи, дефинитивно пациентката има остеопороза, што е докажано со DEXA, и меѓутоа ние ги мериме оние најслаби точки. Најслаби точки се бутот на вратната коска и прешлените. Меѓутоа, како што гледаме, и ребрата не се ништо појака точка. А точно е, нема соодветен лек, меѓутоа треба едноставно да пациентката мирува, да ја прима соодветната терапија. Да, болките ќе бидат присутни, постепено ќе се намалуваат, меѓутоа мој совет е
кога ќе се опорави комплетно, ќе треба уште време да почне со блага физичка активност, со мала тежина, со кревање на мала тежина, за да малку ги стимулира коските, да го стимулира оној процес на градба. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Дали сум во програма? Во програма сте, да. Се јавувам од Велес, овде на линија 68 годишна пациентка, Така. диагностицирана остеопенија. За незе ми е препорачено од реума од доктор Сандански. Препорачена ми капки, по 15 капки еднаш неделно и К2 таблетки. Ама докторке, веќе 4 години не можам да дојдам до термин на реума да поидам за текса. И во меѓувреме, еве последниот веќе 2 години, деформитети на прстите, на рацете и на нозете ми се јавија. Дали е тоа остеопороза? А да ви нагласам, имаме и реуматоиден артрит. Ете така, да. Ви благодариме за јавувањето. Сега препорака, нели, кое, што е и каде треба да се продолжи понатаму? Вака, апаратот за дезитометрија го имаме на ендокринологија, го имаат на ортопедија и го имаат на ревматологија. Бидејќи пациентката има диагноза веќе ревматоиден артрит, секако треба да се следи, би требало да се најде термин или со приоритетен упат, не можам да кажам. Меѓутоа, тие промени кои што ги има на самите зглобови и деформитети не се должат на остеопорозата, туку се должат на ревматоидниот артрит, затоа што тоа се промени на зглобовите. А остеопорозата е болест на самата коска, на густината на самата коска. Многу често одат заедно, меѓутоа се две различни работи. Пациентката има ревматоиден артрит. Но веќе кога ја спомена остеопенијата, така и тука мора нешто да се преземе. Да. Може и на ендокринологија и на ортопедија да бара термин за да се направи DEXA scan, не мора да чека само на ревматологија, а потоа нели со резултатите ќе се види што е и како е. Да. Можеме да кажеме дека за другите гледачи дека остеопенијата е предфаза на остеопороза. Значи имаме состојба на нормална коскена густина, остеопенија која што е намалена и имаме состојба на остеопороза. И остеопенијата и остеопорозата се состојби каде што треба да се делува. И мене ми е драго што оваа пациентка веќе прима терапија, претпоставувам нешто за ревматоидниот артрит, плюс меѓутоа веќе прима терапија, односно витамин Д и остеоК2, кој што е витамин кој што овозможува да се внесе калциумот во самата коска, а не да се наталожи по самите крвни садови. Да. Во поглед на исхраната, кај остеопенијата, така покрај ова нели терапија или суплементација која што ја прима, што е важно да внесува? За сите пациентки кои што се во менопауза, советуваме зголемен внес на калциум и на витамин Д. Значи, има пациенти кои што се, например, не се вегетаријанци, кои што можат да внесат и жолчка, може да се внесе друга храна. Меѓутоа, посебно за оние кои што се вегетаријанци, кои што не внесуваат месо и друга храна, ги советуваме да внесуваат количини на, повторно ќе кажем, ако нема други заболувања, посебно карцином на дојка заради естрогените, значи внес на сусам и ленено семе. Меѓутоа, потенцирам да биде смелено, значи по една лажица од секое во секојдневно во јогурт, например, или во вода ако е вегетаријанец, за да се внесе доволна количина на калциум во телото. Исто така советуваме и изложување на сончева светлина, доволно да кажеме 15 минути секој ден некаде површина околу 10 сантиметри од кожата, за да телото прими доволна количина на витамин Д, за да се активира апсорбцијата на калциумот од коските. И советуваме зелен зеленчук, кој што ги фарба рацете, значи брокула, може и авокадо, во овошје, значи освен брокулата може зелка,
спанак, секој оној зеленчук кој што ги бои рацете има калциум во себе. Така да советуваме тој дел од исхраната малку да го Да, зголеми. бидејќи е важно така и во поглед на исхраната, така да го внесуваме она што ќе помогне. Точно, нели, ако за- имаме недостиг на калциум, значи ни треба зголемен внес на калциум, затоа што исхраната и соодветната физичка активност се 50% од самата терапија. Така, да. И сериозно да ја сватиме остеопенијата, така? Точно. За да не преминеме во остеопороза. Ако нешто преземаме како што треба, може да останеме и на истата состојба, односно да не се влошува Точно. понатаму. Остеопенијата во суштина има многу голем ризик за развој на како компликација да се развие фрактура. И затоа треба да влијаеме и во состојба на остеопенија, да не чекаме пациентот да дојде во состојба на остеопороза. Значи, ако се превземат овие мерки кои што ги спомнавме претходно, значи во однос на исхрана, во однос на физичка активност, прекин на пушење, тогаш може таа состојба да остане за секогаш. Значи, остеопенија да не се развие во остеопороза. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Интересот е голем, имаме неколку гледачи кои што чекаат на линија, но ќе одговориме секако на сите. Повелете добро утро. Добро утро. Ало, добро утро. Ве слушаме. Благодарам за одговорот. Имам потврдена остеопороза. Ало. Така, продолжете, ве слушаме. Така да, утврдена е преку Декса со ризик за фрактура на кишмениот дел. Долги години имам употребувано бифосфонати и така натака и се држи на некоја граница од те скор 3 до 3,4. Прашањето ми е дали пролијата, ампулата пролија може да помогне во спречувањето на утврдениот ризик од фрактури. Така. Ви благодариме. И на мене таа евентуално ограничена со возраст, со други заболувања и така натака би ме интересирало. Еве веднаш ќе слушнете сега и одговори советот, доктор Катерина. Пациентката е на терапија со бифосфонати, кои што се најзастапени во терапија на остеопенија и на остеопороза. И има повеќе золендронат, ибандронат, алендронат. Се даваат толку колку што е потребно. Значи, гледаме дали има ефект од терапијата. Ако има ефект, тогаш се продолжува со терапијата. Во случај, како кај оваа пациентка, ако тест-скорот на Декса скенот е 3,5, мислам дека нема веќе некаков одговор од терапијата и да, би ја советувала да се префрли на друга терапија, тоа е терапија со моноклонални антитела, односно денозимаб, односно името на лекот е пролија. Тоа е всушност една ампула инекција која што се аплицира супкутано подкажно 2 пати годишно. Многу е ефикасна. Ја препорачуваме кај повеќето пациенти, многу е практична затоа што е 2 пати годишно, не дава гастричните гоби како бифосфонатите, имаме одличен ефект. Така што кај оваа пациентка навистина би ја советувала да се префрли на пролија. Така. Добро утро и за следниот гледач. Повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и до докторката. Сега вака, мене ногата, левата нога ме боли 10 години. Сум била и кај доктор Гучев, ми е знае целата историја. Сум примала, ќе се сети водителката и блокади. Кисмата не е баш лоша, добра е, меѓутоа од кук до колено јас имам ностоп болки. И тука сум примала блокади. Додека не откривме пред 1 година дека ја имам остеропороза. Примам аркоксија од 120, ама е делам. Калоген D3, а тоа што кажавте дека зеленчук треба да се јаде, па тој зеленчукот ме удара, пошто имам некое топче во тироидната и мене ми ствара цешење на кожата. И се кажете ми дали треба да се уфрли уште некој лек или некоја маз
затоа што стварно болките не се издржливи, а многу сум активна, чувам 3 внучина. Не одмарам. Ви благодарам. Така, ви благодариме и ние вам за јавувањето. Од сите ви Остеопорозата боли? Начално не боли. Значи, Так. не боли, меѓутоа, како што можеме да видиме на самиот екран, кај нормалната коска имаме многу гредички во самиот склоп на коската и тоа е тоа што и дава цврстина на коската. Кога тие гредички со текот на време се кршат, се јавува лесна болка, која што не можеме да дефинираме баш како болка, меѓутоа повеќе како непријатност. Како досадна, упорна, како да ви истоштува, така, од време на време, ама не продорна, силна болка. Ова што го кажува пациентката, всушност се работи најверојатно се работи за промена на дискусите. Односно, рбетниот столб се состои од прштлени кои што се во форма на коцка. Меѓутоа, тие коцки, односно прашлените, не се допираат едни со други, туку измеѓу има нешто што се вика дискус. Тој дискус делува како бафер, како може убаво да се види овде, значи помеѓу секој прешлен постои тој дискус. Ако има оштетување на тој дискус, значи малку да кажеме излегува од своето лежиште, тогаш се нарекува и притиска на нервите, тоа се нарекува дискус хернија. Тоа е тоа што многу често пациентите се жалат, како што се жали и оваа пациентка. Фактички има притиска на ишијадичниот нерв, кој што е во оваа близина и болката е многу карактеристична. Значи, ортопедите и хирурзите ова многу подобро знаат да го објаснат. Значи, болката се јавува од задната страна на рбетниот столб и на задната страна на надколеницата до коленото. Бидејќи пациентката спомена дека има остеопороза, значи остеопороза, ќе кажеме покасно нели вредностите, ако има остеопороза, треба да зима дополнителна терапија. Најчесто почнуваме со бифосфонатната терапија. Така што би ја советувала, ако оди кај колегата Гучев од ревматологија, предпоставувам дека ќе советува исто започнување со бифосфонатна терапија. Така, да. Од блокадите што ги спомена, аркоксијата што ја спомена, така најчесто ја примаме, така, ако не боли коленото или имаме некоја друга интензивна болка во зглобовите. Тоа се болки во самите зглобови. Затоа тие блокади се даваат во зглобовите, се даваат кај нервите, каде што излегуваат нервите од своето лежиште. Меѓутоа, болките не се од остеопорозата. Може би се преклопуваат, меѓутоа не се од остеопорозата. Би советувала за бифосфонатна терапија. Така, рече дека чува 3 внучиња, гледате и покрај интензивната болка, така бабата се ќе направи за активна баба, да продолжи така, ама секако редовните прегледи, менувањето некогаш на терапијата или барањето на онаа која што најдобро ќе делува на состојбата. Така, терапијата и од ревматологот, и од ендокринологот, мислам дека ќе има многу добар ефект, бидејќи овие пациенти мораме да споменеме една од карактеристиките на остеопорозата е и намалувањето на висината. Односно, овој простор што го споменавме помеѓу прешлените, доаѓа до дехидратација на тој, значи се намалува тој простор, се намалува дискусот, затоа ризикот за излегување од своето лежиште и болка е многу зголемен, а исто така се намалуваат и самите прешлени. Така да најдобар совет за овие пациенти е значи да се мери и самата нивна висина, ќе се изненадат многу често кога ќе видат дека имаат намалување на нивната телесна висина. Така, да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Катерина, да, споменавте дека намалување на висината. Тоа ќе го забележиме ако направиме DEXA скен, така? Сами, веројатно, дома нема ни да се измериме. Изненадувачки е, предпоставувам, кај пациентките кога ќе им кажете дека се намалила или се пониски за неколку сантиметри, но и ве го гледаме на сликите и ова подгрбавување. Така. Дали и тоа е знак дека веќе нешто се случува? Ова, значи, прегледот што се одвива кај нас на ендокринологија пред да се изврши DEXA скенот е мериме висина и тежина.
тогаш пациентите се изненадуваат во однос на висината и велат обично, јас сум 2-3 сантиметри повисока, измерете ме уште еднаш, така што навистина се изненадуваат. Сега зошто се јавува тоа намалување? Како што споменавме претходно, значи се намалува коскената густина, се намалува просторот помеѓу прешлените. Меѓутоа, доколку прешлените се всушност форма на коцка, еве можете да видите на самиот екран, на левата страна, значи треба да бидат прешлените треба да бидат со правилна форма, во форма на коцка. Што значи, предната и задната страна за самиот прешлен треба да бидат со иста висина. Да. Доколку во едната страна постои намалување на тој обем, значи самиот прешлен веќе не е коцка, туку е како ова е нешто што можеме да го објасниме. Така. Како што можете да видите, значи предната страна е со одредена висина, меѓутоа задната страна се намалува. Тоа автоматски доведува да се намалува стабилноста на целиот трбетен столб, односно прешленот што е над него и под него нема веќе стабилност на целата должина, туку почнува да се искривува, да се накривува, да фактички во онаа страна каде што постои искривувањето, така почнува и горниот веќе наведнувањето, така и подведнувањето. Горниот прешлен. Тоа автоматски доведува и до другите прешлени да го фатат тој правец и всушност тоа е тој гибус што се јавува кај овие пациенти, односно така нареченото малку наведнување напред. И тоа е најголем знак дека се работи за остеопороза, веќе напредната остеопороза, кај која што имаме фрактура. Значи фрактурата, односно скршеницата, не е само класично на што мислиме ние прекинна коска. Туку фрактурата значи како што е самиот прешлен, доколку се набие самиот прешлен и овие две вредности што ги предниот и задниот раб, и тоа исто се нарекува веч фрактура. И тоа е исто скршеница. И тоа е дел од остеопорозата. И тука треба секогаш да делуваме кај овие пациенти за да не се продолжи тој процес, затоа што тоа е како домино ефект. Ако почне еднаш, така потоа веќе ризикот се зголемува и за следни, така? Еднаш фрактура, ризикот за следни скршеници, за другите прешлени и на колковите многу повеќе се зголемува. И тука фактички треба да делуваме и претходно, меѓутоа ако ова се јави, треба дефинитивно да делуваме кај овие пациенти. Така, и бидејќи станува збор за повозрасна популација, скршеницата како скршеница ќе се направи оперативен зафат, но рехабилитацијата е малку потешка, помачна, во зависност од годините, така кај некого побрзо, кај некого многу побавно, сето тоа ќе се одвива. И затоа треба да бидат многу внимателни, така? Многу внимателни, да внимават на својот притисок заради рамнотежата на видот и на слухот, затоа што оштетениот слух доведува до вртоглавица, оштетениот вид, ако не гледа добро, ќе се сопнат и ќе паднат. Операцијата може да биде успешна. Значи, добро да се смени вештачки колку да се стави. Меѓутоа, самата рехабилитација после тоа е многу долга и напорна, затоа што многу често се работи за возрастна популација која што има и други коморбидитети. Значи, состојба со белите дробови, најчесто состојба со срце, ослабено срце, или пациенти кои што имале мозочен удар. Така што, меѓутоа, советот е колку е возможно побрзо овие пациенти да се вертикализираат, значи да застанат и полека да започнат да се движат, за да се намали ризикот од другите компликации од долготрајното лежење. Така да ги слушнеме и следните двајца гледачи. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Ајде да се обидеме ако не и со следниот гледач. Повелете. Ало? Добро утро, ве слушаме. Добро утро. Сакам ја следам емисијава. Така, и ме интересира. Докторката предходно спомна за тие ампулите, не ја разбрав добро. Дали ќе сака да ќе повториме точно, тоа се инекциите, така, кои што рековте 2 пати во годината.
Да, Да. 2 пати годишно. Еве сега ќе слушнете во склоп на терапијата, доктор Катерина, можеме Така. и да се надоврземе. Така, Еве, така. претходно ајде само кратко, дијагнозата е лабораторија се прави, така, испитување на крвта, DEXA скенот си е некој Така. златен стандард, за да Така. преминеме на терапијата, гледачот ќе не следи до крај за да го слушне и одговорот. А за да се постави дијагноза за остеопороза, значи пред се мери висина и тежина, понатаму се зема крв за маркери за коскена градба и за коскена разградба, парахормон, електролити, односно калциум и витамин Д. Сите овие маркери ни се потребни за да добиеме една комплетна слика што се случува кај овој пациент. Дали има потреба од калциум или има потреба од витамин Д. А дали се маркерите на коскена градба кои што во младоста се многу активни, во која состојба се сега, дали сега се очекува маркерите на коскена разградба да бидат многу покачени и всушност целта на целата терапија е да се намали нивната активност. Значи, зимаме крв, се мери DEXA, се мери пациентот висина и тежина и понатаму доаѓаме до терапија. Како што споменавме, терапијата е бисфосфонатна и вториот тип на има повеќе типови, меѓутоа сега збориме за тие кои што се на располагање во Македонија. Значи, инекцијата за која што прашува пациентот е денозумаб, тоа е генеричкото име, односно пролија. Како пролија ја има во Македонија и се купува, значи не е на позитивна листа, се боцка подкожно 2 пати годишно и се третира повеќе години во зависност од ефектот, а ефектот обично е добар, меѓутоа во случај да мора да се прекине пролијата, најчесто затоа што е сепак финансиско оптеретување, не сме пациентот да остане без терапија. Значи, веднаш треба да се продолжи со бифосфонати, затоа што ефектот на пролијата е многу брз и е многу добар, меѓутоа кога ќе се прекине, исто така тој ефект многу нагло се намалува. Така што совет, ако се прекине пролијата, да се продолжи веднаш со бифосфонати. Така, терапијата за остеопороза ја почнувате и ја примате? Зависност од до кога? Додека има потреба. Значи, најчесто се гледа ефектот веднаш после 2-3 години, се гледа ефектот од бифосфонатите. Ако се постигне, затоа што има респондери, значи пациенти кои што одлично реагираат на таа терапија, додека не се добие одличен резултат во смисла, ако пациентот имал остеопороза, да се влезе во состојба на остеопенија, може да дојде и до долната линија на нормална состојба. Оној момент кога се дојде до нормална состојба, се продолжува уште 2 години за да пациентот го доведеме во некоја нормална состојба, затоа што оној момент кога ќе прекинеме со бифосфонатите, нормално е повторно полека состојбата да се враќа на остеопенија. Меѓутоа, затоа се тие дополнителни 2 години. Меѓутоа, после тоа ќе тоа забавување ќе биде многу полека. Така, но ќе се прават редовни контроли, ќе се следи состојбата, така и затоа се модифицира или пак се менува терапијата во зависност од состојбата на пациентот. Ви благодарам за гостувањето, времето толку ни дозволува. Може би само кратко во една реченица, онколошките пациенти, посебно жените кои што на порана возраст, така со карцином на дојка, карцином на генитали, да бидат внимателни, бидејќи кај нив остеопорозата може многу порано, токму заради таа состојба да се појави. Пациентите кои што се онколошки случаи, многу често онколозите ни ги праќаат, посебно тоа се млади жени кои што имаат дијагностицирано, оперирано и третирано веќе карцином на дојка. Таа терапија, онколошката терапија придонесува за развој на остеопороза. И затоа онколозите ни ги препраќаат овие пациентки за да ги дијагностицираме дали имаат остеопенија, остеопороза, затоа што и кај овие пациентки, посебно кога се многу млади, во принцип бифосфонатната терапија не се дава кај млади, меѓутоа кај овие пациентки даваме затоа што може да имаме драстично влошување. Тоа се пациенти, значи онколошки случаи и исто така треба да се внимава кај пациентите кои што примаат кортикотерапија. Тоа се пациентите од ревматологија и од пулмологија кои што заради природата на заболувањето мора да примат долго време големи количини на кортико. Исто така и тие пациенти треба да се следат за развој на остеопороза. Така, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.